Па тоа се тие фризерски тајни кои што малку девојки ги знаат. Здраво девојки, јас сум Даниел Артевски, професионален фризер кој што 15 години се занимава со оваа професија. Во изминатите денови поставувавте прашања поврзани со негата на косата на социјалните мрежи на DM. Денеска сме тука да ги одговориме вашите најчесто поставувани прашања, па ајде да почнеме. Одиме со првото прашање. Кои се корисни совети за нега на коса, која е правилната рутина? Да бидеме јасни, за здрава и убава коса, колку што е важно кои продукти ги користите, еднакво е важно и како ги користите. Рутината е следна: редовна хигиена со миење на косата 2 до 3 пати во неделата, по можност ако е доволно и едно шампонирање. Користете балзам или маска на секое миење. Балзамот можете да го измиете веднаш, но маската мора да делува неколку минути. Додека чекате да делува маската, расчешлувајте косата, почнувајќи од врвовите па се до корена. И обрнете внимание секогаш на последното плакнење. Нека биде со што постудена вода. Тоа ќе ја затвори кутикулата на влакното и ќе даде природен сјај. Користете производ за заштита од топлина пред секое стилизирање, а со вашиот фризер одберете некоја фризура која што ќе е адаптирана на вашиот тип на влакно, па нема да е потребно агресивно стилизирање. Совети за грижа на фарбана нијансирана коса. Одлично прашање. Ова е мојата омилена тема. 80% од девојките не се ни свесни колку е важна негата на боената или осветлуваната коса и колку е постабилна, долготрајна и убава бојата доколку имате соодветна нега. Измивачот или шампонот игра клучна улога за долготрајност на бојата. Тој не смее да содржи сулфати и супер би било да има и UV заштита. Или со еден збор Kene Design Color Care. Едноставно предобар. Исто да знаете дека за хемиски третирани коси не е доволно само маска за коса. Третманите за боена коса се многу важни, а скоро открив еден гениален производ, кој е лесен за домашна употреба. Неговото височество Gliss 7 секунди Express Repair. И како финиш на третманот доволен е Balea балзамот за заштита на боја. Што да користам за подефинирани локни? Имајте на ум дека скоро сите кадрави коси, без оглед на дебелината на влакното, се природно доста суви, па им треба дополнителна длабинска хидратација. Прво започнуваме со соодветен шампон наменет за кадрици. Alverde, сертифицираната природна козметика, има одличен шампон со органско ленено семе, токму за оваа намена. Располага со изобилство на есенцијални масла и антиоксиданси. Потоа нанесете Garnier Banana Hair Food маска за сува коса и оставете да делува 5 до 10 минути. Гледајте да плакнете со што постудена вода, бидејќи витканата коса и врелата вода не одат заедно. Доколку сакате природно дефинирани локни, нанесете од Balea кремот по целата должина. Ова е многу популарен производ кој што не се плакне, а освен што го леснува чешлањето, им дава на кадриците одлична форма. И нешто што не го знаат сите е дека може да го нанесете на сува коса, например, еден ден по миењето, кога кадриците ќе ја загубат својата форма. А за дополнителна заштита и обновување можете да го употребите Pantene Keratin Protect Oil. Која маска да ја користам и дали од маски се мрси косата за пократко време? Ова е можеби еден од најголемите нерешени митови кај девојките. Мојот став е дека задолжително треба да се користи маска која ќе ја заштити косата од секаков вид на влијание. Маската ја нанесуваме од врвовите по целата должина на косата, избегнувајќи го коренот. Иако најчесто девојките ја нанесуваат со раце, но за да се распореди рамномерно, мој совет е нежно да ја расчешлате косата за производот да навлезе во секое влакно. Она што е важно е да ја одберете вистинската маска за вашиот тип на коса, за да не дојде до контраиндикации или несакани ефекти, како пребрзо мастење. Така што девојките со пофини, нежни, тенки и кршливи коси треба да користат маски што се наменети за зајакнување на структура на влакно, кои се лесни и хидратантни. Оние со подебело, остро, суво, хемиски или термички третирано влакно треба да користат хранливи маски што се на база на протеин или кератин. Девојките пак со природни коси кои што немаат позначителен проблем, доволно е да користат лесен регенератор за коса. 5 must-have производи за здрава и убава коса. Број 1. Што по-неутрален, лесен измивач, шампон кој што во неговиот состав нема парабени и сулфати. Број 2. Регенератор или маска за коса, важно е да бидат наменети за точниот тип на влакното и проблематиката со која што се соочувате. Број 3. Производ за хидратација на коса, без оглед на тоа дали е во форма на серум или спреј, бидејќи е исклучително важно секојдневно да се хидрира влакното.
Број 4. Никако не избегнувајте стайлинг производ, кој што ќе направи вашата коса да изгледа средено и перфектно стилизирано. И број 5. Задолжително имајте своја лична четка со природни влакна која што ќе ја измазни косата и ќе ја даде неверојатен природен сјај. Никогаш не сум имала првод во косата, но пред неколку дена забележав дека ми се појавува. Која е причината за тоа, како можам да го отстранам? Тука нема простор за паника, ова е многу природен процес што се случува кај секого во одредени циклуси. Првото е всушност мртви клетки од кожата на главата и како што правиме пилинг на лице и тело, треба да правиме и на скалпот, за да му помогнеме полесно да ги исфрли тие мртви клетки. Ритуалот е следен. Коренот го прскаме директно со органик серумот против првод и масираме 10 минути со помош на специјална четка. Откако сме направиле детокс на скалпот, измиваме со шампон против првод. Ритуалот го финишираме со балеа балзамот со екстракт од бел чај кој го враќа природниот баланс на скалпот. Постапката ја повторуваме во секое наредно миење, се додека не видиме дека првотот исчезнал. Од се што имам лично јас пробано против првод, овој ритуал функционирал најдобро. Во последно време многу ми опаѓа косата. Што можам да направам? Опаѓањето на косата предизвикува страф и паника кај сите од нас. Но што треба да знаете? Обновувањето на косата најчесто е сезонски и секогаш е со различен интензитет. И знае да трае со недели, но не очајувајте. Ова не е ништо толку страшно и може да се третира со козметика. Сите останати медицински проблеми со опаѓање и алопеција се случуваат во краток временски период, од неколку дена. Во ваков случај задолжително посетете дерматолог. Да не го изоставиме генетскиот фактор, кој не можеме да го спречиме, но можеме да го ублажиме и одложиме со правилна рутина. Органик серумот со Б-комплекс е генијално решение за хранење на поликулата на влакното. Можете да го користите и доколку немате проблем со опаѓање, а сакате да го зајакнете влакното и да го направите да расте побрзо, со додавање на серумот во било кој шампон. Шампонот исто така игра голема улога за стопирање на опаѓањето. Алпицин C1, претпоставувам познат кај повеќето, е шампон со кофеин кој според мене функционира најдобро. А помењето задолжително завршете го процесот со нанесување на тоник или лосион против опаѓање директно во коренот. Како да одредам кој е вистинскиот шампон за мене? Односно, како да го одредам мојот тип на коса, например имам масен корен, а суви врвови. Дали треба да користам шампон за масна или за сува коса? Одредувањето на тоа каков тип на коса имате прилично едноставно и најчесто се поклопува со типот на кожата, например масна, сува или пак комбинирана. Измите ја косата и без да нанесувате дополнителни производи, почекајте до следното утро. Земете марамче и допрете го до скалпот. Доколку забележите маснотија, тогаш вашата коса дефинитивно е масна. А во ваков случај на комбинација масен корен, но суви краеви, Balea Professional шампонот со ProBalance ви помогнал многу, бидејќи содржи кератин и глина. Но за краевите потребно е секогаш дополнителна нега, како на пример Balea Splits Protection серумот за испукани врвови, со масло од баден и масло со семки од грозје, кој што ќе го нахрани и хидрира сувиот крај на влакното. И да, секако, шишајте ја вашата коса редовно, најмалку на 3 месеци за да се ослободите од оштетените врвови. Како подолго да ја сочувам исправена коса? Често девојките кои што имаат кадрава или брановидна коса, агресивно ја исправуваат со висока температура, мислејќи дека така ќе добијат долготраен ефект на мазна и права коса. Но имајте на ум дека влажноста на воздухот е голем непријател на пегланата коса. Па колку и да сте ја испеглале агресивно, таа за кратко време ќе се врати во својата првобитна состојба. Victoria Beauty кремот за исправување на коса е вистински SOS за ваква ситуација. И освен заштитата од топлина, тој одлично се справува и со несаканиот фриз ефект. Што се однесува до долготрајноста на фризурата, тука е Only Young спреот. А на крај, секогаш конзервирајте го влакното со течни кристали. Дали ти користиш некој производи од DM и ако да, кој? Често знам да влезам во DM, чисто за да ја видам понудата, бидејќи скоро па секој клиент ме прашува што да земам од DM. И скоро па никогаш не сум излегол со празни раце. Сакам да експериментирам со нови производи и да користам нешто ново, па постојано се случува да си најдам некој производ кој што станува дел од мојата рутина. Ова беа само дел од прашањата кои пристигнаа од вас и мене ми е многу жал што не успеавме да ги одговориме сите денес. Меѓутоа ве охрабрувам да ја посетите најблиската DM дрогерија, бидејќи таму ќе ве пречекаат обучени лица кои што ќе ви помогнат во изборот на вистинскиот производ за вашиот тип на коса.
Се надевам дека и денешните совети за нега ви помогнаа и дека сега подобро ќе можете да ја негувате вашата коса. Поздрав, чао чао!